Како што беше најавено, разговорите за реконструкцијата на владиниот кабинет завршуваат денеска. Лидерите од владината коалиција ги договорија измените, но се очекува одлука на партиските тела. Последните информации ги има колегата Александар Спасовски, го имаме во живо во овие вести. Александар, кои се последните информации, какви се најавите? Иван, остануваат практично оние информации кои што ги имавме во текот на вчерашниот ден, имајќи предвид дека оние 6 министерства кои што ги кажа генералниот секретар на Вреди се тие кои што се единствени како информација за ресори што се однесува до кадровскиот состав на новиот кабинет на Мицкоски. Се уште немаме информации, детали до овој момент не може да се добијат официјални ниту од коалицијата Вреди, ниту од ЗНАМ, ниту од ВМРО-ДПМН, што и не изненадува, особено ако се има предвид дека премиерот Мицкоски најави дека лично ќе ги соопшти имињата на пресконференција која што ќе се одржи по седмицата на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН некаде околу 21 часот вечерва и веројатно тогаш и ќе го знаеме и целиот персонален состав на владата. Денеска поставувавме прашања на сите пресконференции и изјави за медиуми каде што се појавуваа функционери од владачките партии, меѓутоа не добивме одговор. На седница на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН ќе бидат оформени комплетирање оние имења на министри и нови министерства кои ќе бидат предводени од ВМРО-ДПМН. Станува збор за искусни, квалитетни кадри кои ќе продолжат со реформи, кои ќе продолжат со проект повеќе за граѓаните и со визија за подобра иднина во која што ние сите заслужуваме да живееме. Во кој место ќе биде или кои министри ќе одат или ќе бидат разрешени или ќе има менување на ресорните места, тоа нормално дека коалиционите партнери на крај ќе седнат и ќе разговарат и на крај ќе одлучуваат. Александар, како што кажа, се очекува целосниот кабинет да го објави Мицкоски вечерва околу 21 часот. Најмногу информации за сега има од коалицијата Вреди, речи си се познати сите кадровски решенија кои што доаѓаат како предлог од оваа партија, меѓутоа нема никаква информација во однос на движењето ЗНАМ. Кои се информациите од ЗНАМ? Да, очекуваме повеќе детали од ЗНАМ на пресконференцијата во 18:30 која што ја најави партискиот лидер Максим Димитриевски. Веројатно тоа ќе разреши и она дилема кое министерство ќе го добие партијата ЗНАМ, имајќи предвид дека веќе е познато дека ресорот правда оди кај за кадар на Вреди. Веројатно се знае дека ЗНАМ ќе има 2 министерства, значи ќе ни фали едно, ќе треба да дознаеме токму тогаш кој ќе биде ресорот кој што ќе го добијат ЗНАМ. Се шпекулира дека тоа би можело да биде Министерството за земјоделство, но тоа останува на ниво на шпекулации. Она што до овој момент имаме како сигурни потврдени информации се вкупно 6 рокади. Од Министерството за добро владење веќе е заминат Армен Фетај. ВМРО-ДПМН го отстапува Министерството за односи меѓу заедниците, од каде што исто така веќе и официјално се одјави министерот Иван Стојковиќ. Исто така ВМРО-ДПМН го отстапува Министерството за култура, тоа ќе оди во редовите на Вреди. Од Вреди исто така си заминува Фатмир Лимани од Министерството за социјала, демографија и млади. Нема официјална информација, но се очекува и овој ресор да отиде во ВМРО-ДПМН. Како што веќе спомнав, ЗНАМ се откажува од ресорот правда, кој што оди кај партијата Вреди, а Вреди пак се откажува од ресорот здравство, кој според се уште неофицијални и непотврдени информации ќе оди во редовите на ВМРО-ДПМН и со тоа практично Вреди се откажува од 3 ресори, а добива 3 нови ресори. ВМРО-ДПМН исто така на некој начин ги превзема сите оние ресори кои што ги остава Вреди. Како што кажав, единствена непозната останува ЗНАМ и дали ресорот земјоделство кој што им се нуди би го прифатили и со
тоа би се заокружила некоја реконструкција која што во овој момент според овие информации би опфатила вкупно 7 ресори, имајќи предвид дека владата има 24 министерства, се под 8 ќе значи избор на нови министри, додека доколку се случи да имаме реконструкција на повеќе од 8 ресори, тоа ќе повлече практично една процедура во собранието која што е идентична како при постапката за избор на цела нова влада. Како што реков, во отсуство на официјални информации се шпекулира со многу имиња, многу можности. Некои извори велат дека може да дојде и до повеќе од 8-9 промени на ресори. Се покрај земјоделство се споменуваат и ресорите образование, ресорот спорт, исто така и она министерство без ресор кое што традиционално се отстапува на кадри на ромските партии, така што неверојатно туку сигурно во текот на вечерта ќе имаме прецизни информации, некаде веројатно до крајот на оваа работна недела би можеле да очекуваме сите овие предлози за нови министри, во зависност од тоа дали ќе бидат под 8 или над 8, додат во собранието и некаде пред викендот да го добиеме и новиот состав на кабинетот на премиерот Мицкоски. Да, Александар, првите официјални информации ги очекуваме веќе во Централниот дневник во 19 часот, секако ќе информираме во живо. Ти благодарам за ова вклучување во вестите.